Izlegol tače, pa kviči plače, ko neko je mače, mače karakače, da ne rečam prase, da ne rečam ćurka, na partijska žurka se žali na bina, zeleni si skina, teka me njumite nego sakale, samo so snego se akale, go dupele i šupčele po čelo i tjele, pa se pikale po podrumi i tamu si plačele, protiv nego kvičele, amak je došlo vreme, to ipak je se vratel i demokratija nemalo da kratel, na istite medijumi raka će im dadel, da mu ja cucnat, da mu ja šmuknat i da ne se bunat. Ako nekogo uvredel, toj će se izvinel, ke kažel izvini, dodekala patenderi fini, izvinete medijumi što ne donesovte na vlast, pa se iznajadov me maš, tovarev me magare do nebo, mesto hemom vidavav me placebo, namesto pravda dobivte karma, karma, kona baba ta sarma. Namesto pasoši, kurso uši i menjuši, namesto zdravlje čukavte vodrvo, namesto makedonski izborevte samo albanski parvo. O, sole mio! Zato Makedonija vi nudi šareni bermudi, so skinati gaki stanav medundi, koji se koji gi kleca od bugar do baba meca, od francuz buljaš, germanec lažgo do amerikanec što ne prca strašno, pa taka kaj lažati kradat ima dvoški, na narod mu dala troški, se puvat, ke se vratele tija, ne znade kak gi čeka me nije, na 8. maj da jebeme do kraj. Se izvinom vaka na oralniот odraz, ама на тоа ме натера мака кога гледам луѓето по контейнери што јадат, му влосан леп во уста што стават, додека фраери од власта дрпаат без усул, купуваат центри со пари од буџет. Од балкански лидер не направија джудже, уништија се што имаше вредност и сега пред народот глумат чедност, а чедне се ко порно глумица стара што секоја кара ја трти ја врти, ама со 100 грама шминка, пластични цицки безбори сите, мисла дека се некој, затоа секој на своја, криминалците мој на мој, мој до мој кај мој, мислам поетски збор каде што милно ги карам, за пашпу си ги корам, а во пекол има да горам, ако лошо мислам, па јас не сум таков, жими у гаќиве краков, дотерани код звезди од Холивуд се тие, ама душата од криминал им гние, колку мајки од нив плачат и деца немаат кај да се вратат, од домовите им правија пепел, растурија семејства со коцкарници и дрога, само за да живеат на висока нога. Ама не знаат дека парата е клета, ке ги дроби илјадници ке лета, и не само нив, туку и поколенија нивни, од клетвите на сите што им се кивни, на сите што умре од огин и пламен, од вирус и болка од рак гаден, на сите што им скратија нивно платено честно со даноци и такси, а го украда од буџетот макси, низ тендери и повици лажни со поштарки од 7 милиони евра, со ископи и дубари што не трпат папир, со суди обвинители, со странци и странски криминалци, со самиот ѓавол кој го дружија и сите разни курци, палци, заазно и злато незаработено и клето. Па господа драги и немили, се што е лошо има и крај, не трае вечно, и казната го стига секој од вас на душманскиот погром што ни го сторивте, што не умревте и уморивте, што не запаливте и закопавте, задолживте и предадовте, стигна конобарот со сабјата крива и ќе ве удри по шија, па кому иде, кого удрам не жалам, да ви го бапне салам. Така ви го реков, ви го срочив насред очи, а требаше да биде ова целото една милна коледарска песничка детска на мајка ви Вџотлук.
Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда. Освен оној Зеленски. Епа, драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисокот да ги смениме пасошите во одвратната северна. И зошто сите молчат како путка под кошулја? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска и еве ги доказите од службен вестник. Таа вели: Почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени на македонците. Она што го барав, го дознав. Слободно одете на електронското издание на службен вестник на Р Македонија и тамо има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ќе го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ќе ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени и изгласани измените со кои се носи следново: патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година. Тако и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони оваа лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму, да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да, народе мој, ова е донесено во 2021 година. 3 години штама. Нам повеќе не ни требаат глумци и џавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар, и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката која час се смее, час плаче, час си го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачеме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе. Седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви, ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе, вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте, бе, каде бевте, бе, тогаш, бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Е, тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секоја предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, хајде сите, тепајте се во ред пред МВР. Немој случајно да ви текне да преземете нешто. Продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови. Продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. И немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отјонемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одам, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, господја Спасевска, маестрално. Ама, за кого? Една вечер, синот тинејџер се вратил дома доцна.
татко му го чекал во дневната соба гледајќи турска серија, во која внукот го одмаздил чишкото кој лежел 10 години затвор за силување на неговата сопруга, која всушност не ја силувал, туку таа доброволно си легнала со адвокатот, а тој подоцна станал уставен судија. Внуков го кокнал уставниот судија. Но, да се вратиме на приказнава. Татково го дочекал синот тинеџер и го поканил да седне да разговараат. Синот се вадел дека нешто му се спие, ама кога видел која серија оди на телевизија, сепак решил да поразговара со татко му кој бил во момент на инспирација. Аве, синко, му рекол. Слушнав, си бегал од часо и го прашал татково. Види бе сега, тато, како да ти кажам, не е така како што изгледа, бе, му рекол синот. Абе, шо не е така како што изгледа, си бегал или не си бегал? Ој татко грмнал во стилот на Јашар, судијата во турската серија. Па, синов му рекол, види сега тато, практично да, теоретски не сум бегал. Како бе, теоретски не си бегал? Газот ти седел на столчето таму или не ти седел? Види бе, тато, па ми седел, па не ми седел, ама не е газот крив. Абе, кој е крив бе тогаш, да ти ебам... Абе, да не е крив Јашар Ефенди бе од Церијава. Не бе, тато бе, не се вадел овој синов. Знам ја дека не е Јашар крив. Му рекол таткова, не се премутав. Тука и што си бегал. Туку си продавал и марихуана во школскиот двор. Кој? Јас? Почнал овој синов тинеџеров да се вади. Не бе, не ти, туку баба ти продавала. И тогаш татково се фатил за кајшов, земал да го вади. Ама тогаш му текнало дека оваа прва комшика има членка на невладиниот сектор и дека ќе дигне зградата во воздух ако чуе само како го вади кајшов за да го казни синот и му паѓа тоа панталоните. И рекол, не дај Боже да види а како го казнувам синов со кајшов, нема од затвор да излезам. Овие NGO-ава што прават. Така се откажал од идејата на превоспитување на синот на стариот добар проверен југословенски начин, old school. Продаше ли бе дрога мајмун еден? Ви бе сега, тато. Од прилика така беше, ама па ја не бев крив бе тато. Шо бе не си, и за дрогата не си крив? А кој го затрудне девојчено што учи со тебе бе суртук? Она со плавата коса од втори влез со тоа ринглите, а? Сигурно и за тоа не си крив. Изгледа и ти безтелесно ко мајка му на Исус, оваа зачнала, не си ја пипнал. И Копилјов така го гледал 10 секунди татко му во очи и смирено му рекол: тато, жими се, нема да ми веруваш, али ја не сум крив. Тогаш татково полудое, се исправил над него ко Господ, го изведил тоа каишот ко Атила бичот Божји што го вадел, мислам, овој Бичов, го дигнал над глава, спремен да го ожеже онака здраво. Па кој е крив бе? Имате ли секс бе? Имавте ли секс? Одговарај сега или ќе ти го поплавам гзот, па ќе мисла дека змија те апнала додека си серел у некоја полјанка издрогиран. Немој тато, аман заман Малиов, имавме секс 3 пати поред. Со кондом ли имавте бе? А? Со што тато? Со што? Малиов онака почитал, ама кајшот му се вртел коласа околу главата. Тато се сетив сега за кондомот. Абе, не го облеков бе тато. Го забореив. Онака. Го забореив бе тато едноставно. Си забораил. А не забораил да го мацнеш мачорот кај другарка ти. А? Одевте до крај. Кај дали одевме тато? Ама која? Ој Малиов малце мутав се изгледа се правил, ама кога видел дека ѓаволот ќе однел шегата, му рекол онака со наведната глава: тато, одете до крај. Па кој бе тогаш крив бе, кретен еден бе? Кој е крив бе? Ти бегаш од школа, ти продаш дрога, ти правиш деца, кој е крив? Последен пат те прашувам. А Малиов ќутел, доека на телевизија одело одјавнава шпица на турската серија. И тогаш, пред крај на шпицата, го погледнал татко му со тажни очи на магаренце и му рекол со најден глас:
Тато, Русија е крива. Кој? На татко му не му се верувало. Која Русија бе, маму ти ебам? Па Русија бе, тато, па Русија и Путин се криви бе. Па нели вице-премиерон Артан Груби бе, тато рече дека Русија е за се крива во Македонија. Татко го, тоа го погледнал, подзинал, си го вратил кајшот у панталоните, се тргнал од него и смирено му рекол: добро бе, синко, живеј. Штом Русија е крива, сега ќе му кажеш на тој твој Груби да ти ги оправда часовите, да одлежи затвор за дрогата место тебе, да ти го чува детето до 18 години додека не стане ваков вол како тебе и да верува дека Русија е крива за говнариите што сте ги направиле и ти и тој. И си се повлекол човекот у дневна соба, си отворил пиво, си продолжил да си ја гледа следната епизода на турската серија во која еден политичар лопов доби 30 години затвор од судијата Јашар. Ашколсун Африм, Русија била крива. Отвори се земју и голтнине, со се сите лопови професионалци и лажговци, аматери, здраво.